укривала и накид во женската носија од дебарски дремкол. Се носеле два вида на капи, од црвена волнена ткаенина и капа изработувана, плетена со една игла од црвена обоена волна. Првата била позади расечена и редена со метални пари и се смета за стар вид. Втората се носела до првите децени на 20 век. На незината предна страна била прикачена метална пара. И едната и другата капа се носеле со помош на подбрадник, односно со парче платно широко околу 2 прста, долго колку да може да ја опфати главата. Подбрадникот бил реден со ситни сребрени пари, во вид на рибина лушпа. Корпа. Корпата е бела платнена покривка за на глава, богато украсена со везбена декорација од мотиви во кружни и квадратни форми, ветки во вид на бордура, а на краевите со долги, усукани волнени и срмени рески. Везена корпа не влегувала во составот на носијата за девојки. Наместо неа, девојките носеле риза. Ризата е куповна марама на црвена основа, со црно-бели шарки. Девојките ја носеле диагонално поставена на главата, со двата краеви вметнати под подбрадникот. Во зависност од возраста на девојката, се разликувале два вида на ризи: риза деветка и риза перулика. Риза носеле и старите жени, но не предиплена како во претходниот случај, туку префрлена со сите 4 краешта спуштени. Од накид и украси се носеле протци. Украс за начело од црни усукани волнени конци, на среде украсени со стара метална пара. Ушници верушки се сребрени синџирчиња украсени со парички во вид на венче. Мали чапрачиња, накид од сребро во форма на пафти, што се носеле на партата на гради. Големи чапраџиња, пафти изработени од сребро за на појас. Герданот е накид од 3 реда синџирчиња со пари, главно со череци. Наредени по должина на синџирчињата, се прикачувал со копчиња на краевите од клашеникот, на градите. Киска е украс од парче црвена чоја во срцевидна форма, украсени со парички, монистри и пулои. Се носела на главата над корпата, а со незина помош корпата се прецврстувала за капата.